Кратово како град на кулите и мостите кој што има големо минато, во времето на Турската империја добива согласност за отварање на една монетоковачница која што представува една од трите во Македонија. Значи тука покрај Кратовската е Охридската и Скопската монетоковачница. Во Кратово се коват три вида на монети, и тоа златни монети или алтуни, акчиња, кои што биле изработени од злато. Потоа имаме акчиња кои што се сребрени и имаме бакарни или мангар. Тие монети биле со дозвола од царството Турција, кои што биле ковани за време на Селим I, и исто така тоа е периодот од 16 век до 17, значи во тој период кога најмногу процветува рударството и се ковани, значи како што кажав, во Кратовската ковница. За ковницата која што била на територијата на градот Кратово и била со примитивно, значи биле со обични калупи кои што биле дозвола од Турското царство и кои што тие монети врвеле низ целото Турска империја. Музеот на град Кратово во почетокот на 20 век, односно 21 век, односно во 2001 година, откупи неколку монети, односно тоа се сребрени монети акчиња, кои што се откупени од познат продавач, односно физичко лице, и кои што музеот сега ги поседува. Тоа се околу 20 примероци, тоа се сребрени монети и кои што биле изработени во времето на Селим I. Значи во времето на најголемиот процвет на рударството, кога тука имало многу голем број на топилници на злато, на сребро, на бакар, и тогаш во тој период се отварат, односно се добива дозвола за монетоковачницата и биле ковани голем број. Се наоѓаме во Саат Кулата, кое што е едно грандиозно дело, изградена во 14 век од страна на феудалците кои што ги држеле рудниците во градот Кратово и кои што ги чувале тука сите оние богатства од бакар, злато, сребро, па меѓу нив и монетите кои што биле ковани, како што кажа, во 16 век. Значи, уште едно сакаме многу интересен детал да кажеме, тоа дека во Кратово постоеле 12 кули, кои што биле поврзани со подземни ходници. Во случај на напад, преку подземните ходници се изнесува богатството, односно монетите или златото.